Драги мои, здраво, добре дојдовте во ова воредно издание на Слушај Ваму и воредно мора да биде. Се надевам дека нема да ги разбудам моите уредници, уреднички и екипата, но мора ова да го објавиме максимално побрзо. Имено денеска историски ден за Македонија. Македонија потпиша стратешки договор со Обединетото кралство. Ако на многумина не ви е јасно колку е моќно, колку е важно, колку историски, каков геополитички пресврт е ова за Македонија, која имаше по претходните и позицијата само една опција, еве и втората. Еве го планот Б. Македонија секогаш има план Б, ќе има и план С, но не може да не уценуваат со лажни ветувања, не потпишани, дека уште само ова остварете го и влегувате во Европската Унија. Лаги. 100 пати го видовме до сега, но овдека нема лаги. Овдека имаме конкретен договор. Договорот ќе биде потпишан идната недела во Лондон. Погодете кој ќе го потпише. Ќе ви кажам за кратко. Но, да се навратиме прво на веста. Веста е дека Мицкоски и Кир Страмер објавија денеска стратешко партнерство на Македонија со Обединетото кралство. Што ова ќе значи? Ова ќе значи дека Македонија денеска представува стратешки договор која позиционира државата во редот на интересите и делување на една од највлијателните политички и економски сили во светот, како што е Обединетото кралство. Овој договор представува ново поглавје во односите меѓу двете држави и представува клучна основа за подоцнежна економска и политичка соработка. Самиот договор се преговараше повеќе месеци меѓу тимови на двете држави и вклучува членови за блиска соработка во повеќе клучни области, наведува Мицкоски. Ако не ви е јасно пак ова што значи и зошто Обединетото кралство ќе инвестира 6 милиарди во земја со која потпишал стратешки договор, значи ќе има интерес оваа земја да опстане, да истрае и да се развива. Не бара промена на устав, не бара ништо, но геостратешки и така кој е важна. Затоа што има голема промена во Америка, промена во односите помеѓу Британија и Америка, Обединетото кралство и Америка, редефинирани односи, навидум сме за потпишување договор за мир помеѓу Русија и Украина и работите се шифтаат преку ден. И сега, дали се сеќавате кога Мицкоски и владината делегација беа во Дубај, во Емиратите, се сеќавате како преговори и така натаму. Веднаш после тоа имаше една маргинална вест дека некој од нашава влада претрчал до Лондон. Кој? Александар Николовски, вице-премиерот на Македонија. Вице-премиер не иде сам, не иде без инструкции и не иде самоволно, колку да напипава терен и напипава пулс. Сите тоа го игнорира, а по обичај го омаловажуваат. Иако е човекот кој прави вистински чуда во Македонија во овој момент, какви што не сме виделе со децении наназад. Но, да се вратиме наназад. После неговото доаѓање, очигледно беше дека мене не ми штимаше, бидејќи конкретно немаше некакви инвестиции или најави или што те. Викам, зашто ли се ова работи? Денеска ми стана јасно со објавувањето на Мицкоски за договорот за стратешко партнерство. И ова имам ексклузивно да ви го кажам, дека идната недела во Лондон овој договор ќе го потпише токму вице-премиерот на владата на Република Македонија Александар Николовски. Уште не ви е јасно колку е значаен овој договор за нас. Уште не можете да сватите. Еве, ако ништо друго, може би не сте симпатизер на власта или по дефолт сте опозиционер или сте неутрален и така натаму. Видите ја само реакцијата
нема 2 сати откако се објави општа хистерија и оркестриран хорски напад дека во Македонија договорила со Британија да отвора бегалски кампови. Обединетото кралство да даде некому 6 милиарди за бегалски кампови, нити исплатливо, оти за 100 милиона ќе ги распакуваат низ цел свет. Зошто тогаш би инвестирале во некоја полуземја, нели, како што си ја нарекуваат они, опозиционерите, во Македонија да градат бегалски кампови, кога за 100 милиона можат на Марс да ги пратат ако сакаат. Очигледно дека геополитичката игра се шита на големо, благодарение на Доналд Трамп, благодарение на новите односи, а британците тоа, Обединетото кралство, брзо го сваќаат без оглед на политичката опција која ја застапуваат сега. Што вика опозицијата? Ајде да видиме опозицијата што се развика. Но, соопштението од ВМРО ДПМН за договорот е јасно и концизно. Лажна вест, хорски спин, деструктивни опозицијски медиуми со напад врз историскиот договор со Британија. А што пишува они? Додека Мицкоски се фали дека постигнал договор за стратешко партнерство со Велика Британија, Дели Мел ја посочува земја како земја за мигрантски кампови. Дели Мел. Значи не е битна владата, не е битен премиерот, не е битна британската влада, Дели Мел донеле од Рацин заклучок. Или дали во стратешкото партнерство со Велика Британија има камп за мигранти во Македонија, Либертас. Не смее да стаи извичник затоа што знае дека ќе заврши на суд, бидејќи манипулира, бидејќи нема такво нешто, бидејќи ова е чиста спекулација. Или дали Мицкоски ќе добие пари за да отвори азилантски и повторно со прашалник. Нема да има кампови белуѓе, нема ништо такво да се случи. Сори, ама нема. Затоа што нема такво нешто во договор. Но опозицијата е во толку лоша ситуација, толку лошо стои, толку е лоша на рейтинг, толку е лоша меѓу народот, толку недоварба има, затоа што лаже, манипулира. А вие само соберејте им ги овие затоа што носот ќе им го триеме. А деталите за договорот ќе ги дознаете идната недела кога ќе го подпише Александар Николовски. И сега што правиме? Сега да се простиме, да сте рад и да не им паѓате на нивните ефтини финти дека ова или она, ништо од тоа не се способни да направат, затоа што добро ни оди. И ова запомнете, ова е само, значи овие 6 милиарди и овој договор за стратешко партнерство е само tip of the iceberg. Уште работи ќе гледате. Ја не знам колку лаги ќе треба да имаат спремно во опозицијата да го дампираат, за да ве уверат дека све ова што добро го прави владата не е добро. Едино што треба да ви е рад, дека животот иде на подобро и ќе биде уште подобро. Поздрав од мене.